Со дефилето на маски среде Вевчани започна долговековниот традиционален карневал на маски Вевчански карневал, на кој многобројните учесници со своите различни маски низ призмата на хуморот и сатирата имаат за цел да ги исмејуваат поважните настани и случувања во земјата и светот. Сорос во Македонија, шарената револуција, маски поврзани со актуелната политичка ситуација во Македонија се само дел од маските кои продефилираа денеска низ центарот на Вевчани. Градоначалникот на општина Вевчани Цветомир Угриновски рече дека имаат над 1000 маски на карневалот, при што нагласи дека општината не може да влијае во изборот и оти тоа го прават василичарските друштва. Имаме две друштва, Горна и Долна Мала, и тие имаат свој председништва и председатели. Така да ви кажав дека во тајност ги држат, значи во маските општината нема баш ништо. Ние учествуваме во културно-забавниот живот, значи она што го организираме претходните 3 дена и вечеров со музиката и завршуваме. Така да немаме како општина, како локална самоуправа ништо во уделот на маските. Вевчанските сокаци беа полни со гости од останатите градови на Македонија, но и од другите држави кои дојдоа да го проследат најстариот карневал во Македонија и воопшто во Европа. Има, гледам гости од Србија доста, од Бугарија има доста и нормално од нашата држава. Малце некој ги попишмани времето, али во Вевчани гледате сега е некаде -1, -2, слушам во Скопје дека е веќе -15, -19, така да јас тоа кажав и на радио денес дека во Вевчани ги чекаме и не е касно да тарнат кој сака да дојдат во Вевчани и да уживаат денеска на овој ден. Сигурно и денес имаме многу посетители, тој ќе го видиме за 2-3 сати, а или во вечерните часови. Вевчанци и гостите православната нова година ќе ја дочекаат со традиционалните вевчански јадења, кашени, клуканици, домашна туршија, вино и ракија. За забавата ќе се погрижат Јордан Митев, Анета Наковска и Евто Пупиновски. Забавата започна уште вчера, кога десетиците илјади гости и покрај ланното време и минусните температури се забавуваа со музиката на ДНК, новосадската група Фрајле и Нокаут.